До 2016 завршуваат грантовите на Глобал фонд за ХИВ и СИДА. Вие апелирате до државата да реагира што побрзо. По 2016 година Република Македонија нема да може да поднесува барање за финансирање до Глобалниот фонд за борба против СИДА, туберкулоза и маларија, затоа што Македонија веќе спаѓа во групата на земји со висок среден приход и според тие критериуми нема да може нема право да се поднесуваат апликации за финансирање. Веќе 10 години во Република Македонија најголемиот дел од активностите од националните стратегии за ХИВ, СИДА и за туберкулоза се финансираат од страна на Глобалниот фонд. До овој момент Република Македонија има добиена неповратна финансиска помош за градење на овие национални системи за ХИВ и туберкулоза во износ од над 26 милиони долари. До 2016 година Македонија треба да стигне до сумата до 30 милиони долари. Кои се обврските на државата, значи што покрива државата, а што остана? Во овој момент она што е најзначајно, државата го покрива, тоа е терапијата за ХИВ, исто така и терапијата за туберкулоза. Што би се случило доколку кога ќе престанат да доаѓаат овие пари? Која е опасноста за пациентите? Најголемата, да кажеме, опасност е програмите кои што се однесуваат на превенција да престанат да функционираат. Ова е многу важно затоа што ние во тој цел систем на справување со овие две болести не значи дека треба да се покрива само третман, многу е поважна превенцијата. Во овој момент и државата, односно државните институции, но и многу невладини организации работат со најмаргинализираните заедници во нашата земја, како што се сексуални работници, затвореници, мажи кои што имаат секс со мажи, понатаму население од руралните заедници, и токму овие лица добиваат најразлични услуги кои што се бесплатни и кои што ги добиваат токму во својата локална средина каде што живеат. Ако не се направи тој национален план за тоа како ќе по 2016 година како ќе функционира тој систем, како ќе продолжат тие услуги, постои опасноста дека тие ќе бидат затворени. Сега која е опасноста? Република Македонија бележи позитивни трендови, односно бројот на лицата кои што секоја година се регистрираат заболени од туберкулоза се намалува. Исто така Македонија во земјата во групата на земји со ниска преваленца и на туберкулоза и на ХИВ. И сега во еден момент ако тие програми прекинат со функционирање, ние не знаеме какви ќе бидат понатаму трендовите, односно постои ризик таа ситуација да не биде повеќе контролирана. Кој се треба да се вклучи? Кои министерства, на каков начин, дали тука и општините може да помогнат? Вака, кога збориме за ХИВ и туберкулоза, прво нешто што ни паѓа на памет е тоа Министерството за здравство. Се разбира, клучната улога има Министерството за здравство, затоа што сите овие интервенции се спроведуваат како дел од јавноздравствениот систем. Но исто така многу е важно да знаеме дека тука треба да се вклучат и другите министерства, како што е Министерство за труд и социјална политика, понатаму Министерството за правда, затоа што работи со затвореници. Исто така многу е важна и улогата на Министерството за финансии, затоа што на крајот на денот тоа е тоа министерство кое што ја прави прераспределбата на парите, но исто така многу е значајно да споменеме и улогата на локалната самоуправа. Иако процесот на децентрализација во областа на здравството не е целосно завршен, сепак локалната самоуправа има своја улога, особено кога станува збор за превентивните активности, така што и локалната самоуправа, односно општините, треба да почнат да одвојуваат средства за овие активности. Има ли некакви позитивни сигнали, затоа што вие и пред неколку месеци исто така предупредивте дека е веќе 5 до 12 дека мора државата да реагира? Да. Значи, овој процес е и не е можеби толку многу едноставен да се работи, само е потребно оваа сума да се
покријат одредени активности, туку нам не е потребно да направиме добро планирање, да видиме кои се моменталните состојби, за да знаеме точно што е потребно и како тоа треба да се покрие. Во моментов националниот координативен механизам, инаку тоа е мултисекторско тело кое што управува со грантовите од глобалниот фонд во Македонија, спроведува процес на планирање во кој што се вклучени различните министерства, невладините организации, исто така и меѓународните организации кои што се Светска здравствена организација, УНИЦЕФ, USAID и така натаму, кои што се дел од овој процес. Процесот е започнат и тој ќе трае и во наредните години. Во овој период нам ни е многу важно сите институции, државните институции, многу поактивно се вклучат во овој процес за да ние тоа планирање многу побрзо го завршиме, да имаме план пред 2016 година, затоа што ако биде планирањето заврши по 2016 година, тогаш не знаеме како тоа ќе го покриеме, може да се соочиме со ситуација како што беше во изминатите години во Романија, иако е членка на Европската унија, сепак таа по завршувањето на програмите на глобалниот фонд таа ги затвори најголемиот дел од сервисите кои што се однесуваа на размена на иглика и интравенски корисници на други и така натаму, и Република Македонија тоа не смее да си го дозволи, затоа што понатаму не знаеме сите тие здравствени трендови како ќе се движат.